За издавањето лиценци за управители на колективни згради, за функционирањето на куќните совети, односно заедниците на станари, за спроведувањето на законот за домување. Во овие разговори наш гостин е Илија Китановски, член на регулаторното тело за домување. Ќе се подсетиме и на неговото 12-годишно искуство како пратеник во Собранието на Република Македонија. Но најнапред, добре дојдовте во телевизија Ултра. Благодарам, добро ве најдов. Поздрав за гледачите на телевизија Ултра, за сите тетовчани, за сите жители на Полок и на целиот тој регион на кој што гравитира вашата телевизија. Господин Китановски, би сакала да започнеме со она што е ваш моментен ангажман, член на регулаторното тело за домување. Која е функцијата на ова тело? Регулаторната комисија за домување, по дефиниција и како што пишува во нејзиниот во матичниот закон кој што ја дефинира, неја е основана пред се заради обезбедување на долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој на домувањето согласно современите светски стандарди за квалитетен живот на граѓаните, обезбедување истовремено значи и обезбедување и заштита на конкурентен пазар, бидејќи е веќе една нова дејност, стопанска дејност. Значи обезбедување и заштита на конкурентен пазар на станови врз началата на објективност, транспарентност и недискриминираност. Или конкретно, има неколку побитни функции регулаторната комисија кои што се битни за граѓаните, инаку дефинирани во законот ги има многу повеќе, но се преклопуваат, таксативно наведени. Значи, регулаторната комисија покрај другите работи, главните обврски кои што ги има и по обем се тие и најбројни, го дефинира резервниот фонд на управителите на колективните стамбени згради, односно дава предлог до надлежниот министер, ресорниот министер за транспорт и врски, за висината на резервниот фонд и за висината, за минималната висина на собствениците на индивидуалните делови на колективните стамбени згради, односно на станарите, не се нарекуваат така во законот. Исто така врши категоризација на становите и зградите, согласно критериумите од член 97 од Законот за домување. Издава, продолжува и одзема лиценци, тоа е главната дејност, и води регистар на управители. Законот е донесен така, 2010. 3-4 има функции, меѓутоа ќе ги допреме веројатно во одговор на другите прашања. Да. Законот е донесен во 2010 година и со него се утврдија, како што веќе споменавте, одредени правила за однесување во колективното живење. Што би издвоиле како посебна карактеристика на законот, а е важно за станарите во колективните објекти? Видете, тоа е нов закон и допира една материја која што до 2010 година воопшто не беше регулирана во Република Македонија. А допира материја која што е многу битна за граѓаните на Република Македонија, бидејќи во Република Македонија према последниот попис има околу 10.000 стамбени згради, последниот попис од 2002 година, сега веројатно е многу повеќе. Но тоа значи дека една огромен дел од нашето население живее во колективни стамбени згради и тоа е еден битен дел битен сегмент од нивниот живот. Живењето и кога живеете во индивидуална куќа, живењето во комшилукот со соседите е битна работа, а овде уште поважно. И материја која што дотогаш не беше воопшто регулирана, а во земјите на Европската Унија и во земјите со поразвиен стандард на живење е регулирана материја, така да мислам повеќе закони, поготово новите кои што се носат во Република Македонија, владата секогаш гледа да бидат усогласени со европските регулативи и со европските искуства. Тој закон е преземен, искуствата се преземени и е, да речем, не е сличен или не е преземен, меѓутоа како основа бил законот што се уште важи во Република Словенија. Словенија е членка на Европската Унија и има доста добро и организиран и стандардизиран пазар на
новој сегмент во стопанството, бидејќи веќе отвораме еден нов сегмент стопански во стопанската дејност, а истовремено регулираме многу битно прашање на граѓаните во Република Македонија кои што живеат во колективни стамбени згради, а према бројот на стамбените згради тоа е една голема бројка. Ново е што се регулира една материја која што до тогаш не беше регулирана. Граѓаните за прв пат добиваат и права, но и обврски. И најголем дел од тие обврски кои што ги добиваат се облигациони обврски, односно се обврски кои што ги добиваат и права врз основа на склучениот договор со управителот со лиценцираниот управител на зградата во која што живеат. Или, ако не се формираат, ако не изберат лиценциран управител, треба да регистрираат заедница на сопственици на станови, така е наречена, не е куќен совет, како што беше порано, заедница на сопственици, меѓутоа и таа треба да биде регистрирана во централен регистар и да има председател и да ги извршува практично истите работи и обврски кои што би ги извршувал лиценцираниот управител. Што доколку станарите во еден стамбен објект не изберат председател на советот на станари или пак не утврдат агенција која што ќе ги застапува, односно управител? Да, тоа е многу битна работа, затоа што се случува доста често и регулаторната комисија покрај другите обврски надлежности, секојдневни активности, доста се среќава со оваа проблематика. Значи, ако не се избере председател или не се формира заедница на сопственици, значи може да се формира заедницата, да не се избере председател, или воопшто да не се формира, или воопшто да не се регистрира. Може да се формира, да не се регистрира во централен регистар, значи како правно лице. Прво што треба можностите што ги имаат станарите, а ги имаат, значи законот им го дава тоа, да го известат локалниот инспектор за домување, кој што ќе покрене вонпарнична постапка пред надлежниот основен суд, кој пак суд ќе определи лиценциран управител на нивната зграда. Ако нема евентуално, тоа ќе го допреме прашањето со локалните општински инспектори за домување понатака, но бидејќи е нова материја, нема се уште доволен број на инспектори кои што се занимаваат со оваа проблематика, исклучиво со неја. Обично се комуналните, па ја вршат и таа работа. Ако тоа не може или не може да допрати, или од било која причина не се направи, секој собственик на индивидуална единица стамбена во зградата, значи секој собственик на стан има право самиот тој да го направи тоа, значи да покрене преку вонпарнична постапка пред надлежен суд, да побара од судот да биде назначен управител. И тоа е една постапка која што практично ги стимулира собствениците да изберат управител или да формираат заедница на собственици. Воспротивно, по иницијатива на само еден од нив ќе им биде назначен управител кој што можеби нема да биде најдобриот, оној што тие го преферираат и така натаму. И ова решение е заради тоа, за да се потрудат да изберат. Значи да си го направат изборот што им го дава законот. Дали ќе постои председател на советот на станари или пак ќе биде назначен управител преку агенцијата, тоа е ирелевантно во услови кога треба да се спроведува законот. Какви обврски произлегуваат од законот, а треба да ги почитуваат граѓаните, односно станарите во еден колективен објект? Да, како што претходно кажав, значи грото на обврски кои што ги имаат станарите, односно собствениците на индивидуални стамбени единици, произлегуваат од облигационите договори што ќе ги склучат со управителот, но произлегуваат и од законот, и од начинот на однесување како добар домаќин со еден објект, бидејќи е тој дел нивни објект или заеднички од сите. Значи, обврските претежно произлегуваат од облигационите договори, но има дел кој што не е доволно регулиран. Мислам дека и тоа во понатамошната дискусија би можеле да го допреме. Не е доволно регулиран во законот, затоа што законот претрпе неколку измени од 2010 од негово донесување, но веројатно ќе претрпи уште неколку, бидејќи е нова материја, бидејќи искуството, праксата на терен ни покажува каде треба, каде не е доречен. И мислам дека во еден дел не е доволно доречен во смисла на
куќниот ред, одржување, тоа што се смета за нормално, за морално и така натаму и така натаму. Тука во законот нема некои стрикни одредби, нити има начини како после тоа да се постапува. Така да секогаш и кога имаме и некои средби или посредувања помеѓу сопственици или управители или трети лица, секогаш сугерираме да се почитуваат обврските кои што се преземаат во тие облигациони односи со договорот, но ако нема управител и ако постои регистрирана заедница на сопственици, сепак законот не може да ги има и имаме доста такви предмети каде што и ние освен укажувања, освен медиација помеѓу странките не можеме нешто повеќе да направиме. Инаку се подразбира дека обврските што произлегуваат и од овој закон се обврски кои што на почетокот ги кажав која е целта на донесување на законот, значи луѓето на граѓаните треба да им се обезбеди еден живот во животни услови во едни стандардизирани едни европски стандарди, современи стандарди на живење, каде што се сепак нормално денес животот е многу подинамичен и поинаков отколку што бил, речеме, дури пред 10 или пред 20 години. Но ќе повторам уште еднаш за да не ја многу шириме армониката околу ова тема, треба некои измени и одредби и во законот за да може да бидеме попрецизни она што се очекува од граѓаните, што би било регулирано во законот. За сега ќе останеме на тоа дека нормално треба да се однесуваат како добри домаќини, како добри комшии, како и да ги следат моралните начела. Од ова неколку годишно искуство кое што го имате со спроведувањето на законот за домување, што сметате, дали е подобро надворешно управување во еден објект стамбен или пак самите станари да се изберат свој председател од редовите на своите соседи? Да. Па видете, од досегашното искуство, сега ние сме релативно нов состав, околу 7-8 месеци сме нов состав на регулаторната комисија, но без разлика и предходниот состав од досегашното искуство и од намерите на законот, но пред се од искуството и од разговорите со странките, значи со станарите, со сопствениците, посебно со сопствениците на посебните единици, со сопствениците на станови во колективните стамбени згради, многу помалку ние како комисија и општинските инспектори за домување имаме проблеми и станарите имаат проблеми со управителите, оттолку со регистрираните заедници на сопственици. Мислам дека и не е ова некоја причина сега од оваа емисија да ние настапуваме навивачки за едната или за другата опција, бидејќи законот ги дозволува и двете, но постои тенденција да се зголемува бројот на управители, а да се намалува бројот на регистрирани заедници на сопственици. И тоа самото покажува дека ова што го зборам е точно, тоа е тенденција која што продолжува, значи 3-4 години. А причината главна се сведува на тоа, знаете, секогаш е проблемот во една зграда, знаат луѓето кои што живеат во колективни стамбени згради, онаму каде што нема лиценциран управител или дури кај што има регистрирана заедница на сопственици, мора да се најде еден човек кој што ќе ја преземе улогата на регистрирано правно лице со лиценца. Тешко се наоѓа во секој објект таков човек. Треба да биде одговорен, треба да потроши доста од своето слободно време, дури да добива со договор на страните некој надоместок, тоа не е воопшто не му е лесно, затоа што сите си имаат и животи, и професионални, и секакви други обврски, а ова изискува сериозни обврски. И третата работа, што е најбитна, наплатата на обврските, што поединечно ги имаат сите сопственици, многу полесно оди со лиценцираните управители, затоа што имате станари во една зграда кои што редовно си ги измируваат обврските, имате доволно еден или двајца да бидат проблематични. Кога имаме лиценциран управител, тој тоа лесно го прави. Издава налог, оди на суд, на извршител и завршена приказна. Кога имате заедница на сопственици и еден комшија треба да го тужи другиот комшија,
ќе се убедуваат, веројатно ќе се реши можеби на тужење после 2-3 месеци, а во меѓувреме тие средства нема да течат и ќе нема доволно средства за одржување на зградата и обично се помалку одржувани тие објекти, така да тоа е до сега вака нашето искуство. Дали агенцијата, односно назначениот управител, представува и дополнително оптоварување на буџетот на станарите? Се генерално, да ви кажам, секоја обврска кога отворате еден пазар, еден стопанска дејност, нормално е дека има секој од тие лиценцирани управители, затоа ја добива лиценцата, нормално дека има заработка, но затоа е тука регулаторната комисија како регулаторно тело кој што ги одредува тие износи и висини и на крајот на крајштата затоа тука имаме пазар. Ние во моментов имаме над 56 лиценцирани управители, така да секоја стамбена зграда во било кој град во Република Македонија може да избере било кој од тие 56, а верувајте тие се трудат и се надпреваруваат на пазарот и колку повеќе ги има, толку повеќе ќе паѓаат цените за нивните услуги. А ќе се зголемува квалитетот на услугата. Да, тоа е економска законитост, тоа е нормално како во секој пазар. Така да многу е мал зафаќањето на делот од буџетот на граѓаните што би го издвоиле плюс за управителот или невидлив можеби, затоа што управителите секогаш полесно и поевтино за нив можат да најдат одржувачи на хигиена, хаус мајстори. И сите оние што им се неопходни за 15, 50, некои имаат и по 100 објекти, отлуку вие како индивидуа да најдете еден. Па дошол, па се разборел, па не дошол, па имал работа на друго место и така натаму и така. Тоа е исто како дома кој ќе ви се разбира. И повторно ангажирање на еден собственик на... Да, и повторно еден треба да го прави тоа. Така да. Дали законот за домување ги утврдува и правилата на однесување во еден колективен стамбен објект, односно дали понесуваат одговорност и станарите, собственици на станот, исто колку и оние кои што под закуп го имаат земено тој објект за живење или пак деловен објект? Дали и закупците и станарите имаат исти обврски според законот за домување? Да, значи ако станот не е издаден под легален закуп, тогаш собственикот ги има сите обврски што ги има без разлика дали живее и колку. Имаме и такви случаи кај што доаѓаат, па викат, видете, јас доаѓам еднаш на 2 месеца, зошто да ги плаќам тие трошоци? Затоа што така вели законот и така е. Ваше право е колку пати ќе доаѓате и нема можност ни начин некој да ве снима или да проверува колку пати доаѓате и колку учествувате во заедничките простори и така натаму. А онаму каде што има легален закупец, значи со легален договор, зборам на заверен на нотар, тогаш тој ги презема и тоа управителот го прави. Затоа тоа е уште еден аргумент во корист на лиценцираните управители, затоа што тие тоа можат многу полесно и имаат инструменти да го следат и да го санкционираат ако имаат опција. Значи или собственикот или закупецот ќе го најдат полесно. Да се вратиме на она што представува обврска на станарите. Зашто се имаат обврска? Одржување на објекти, плаќање редовно сметки, струја, одржување на лифт? Да, видете, значи, откако ќе склучат договорот со лиценцираниот управител, нивните обврски практично се сведуваат на редовно плаќање на поединечните износи кои што се определени за нив. Делот што е за резервниот фонд и делот што е за месечните износи кои што се однесуваат на тековно одржување, чистење, поправки на лифтови и така натаму и така натаму. И со тоа имате право во увид и во резервниот фонд, значи средствата од резервниот фонд не може да се потрошат поинаку, тие мора да стојат на посебна сметка издвоена и ги донесуваат тие, значи станарите со над 51% од одлука нивна, значи без разлика дали е управител или заедница на станари,
средствата од резервниот фонд управуваат тие. Значи, управителот не смее да ги употребува за друга намена и секојаш мора да му бидат на издвоена сметка. Така да добиваат права, кога ги имаат управител, правата им се поголеми, а обврската е една, меѓутоа сериозна. Редовно измерување на она што ќе биде регулирано во договор што ќе го потпишат со управителот. Да, нормално, како и секоја обврска. Дали има опција, доколку е регистрирана заедница на станари, да се раскине па да се ангажира агенција, односно управител преку агенција? Да. Тоа е случај и тоа во сега последно извештајот до собрание го испраќавме за работењето во изминатите 6 месеци и една година и таа тенденција продолжува. Значи, продолжува таа тенденција каде што се процентот на укинати регистрирани заедници расте. Да, расте, а се зголемува, а расте и процентот на ангажирани лиценцирани управители. Што значи дека доаѓаме до истата работа која што и преска ја констатираме. Значи, воопшто овде не станува збор за тоа дали ние некого преферираме. Законот ги дозволува и двете опции. И за нас како регулаторна комисија и онака и на доместо кој што лиценцираните управители го плаќаат не е некој преголем, нити комисијата има некои преголеми приходи или се финансира од тоа. Напротив, голем дел од средствата се уште доаѓаат од буџетот на Република Македонија и за тоа сме навистина благодарни додека не се дојде до една бројка дека не се отвори комплетно пазарот. Во овој момент само 50% од пазарот во Република Македонија е отворен, значи над 50% од становите воопшто немаат ни регистрирана заедница на собственици, нити лиценциран управител. Што е вака најбитна задача во наредниот период за комисијата. Немаат санкции, но имаат проблеми. Значи не сме во моментов да преземаме санкции, но имаат проблеми, не им функционираат. Значи местата каде што живеат се повеќе и повеќе им пропаѓаат. Значи пропаѓаат и технички, да не зборам од аспект на хигиена и така натаму. Што доколку се работи за стамбено деловен објект, во кој што има и деловни субјекти, дали во приземјето на зградата или пак на некој од катовите има деловен објект, дали и тие имаат исти обврски околу распределбата на тие давачки и обврски кон државата, струја, чистачка и така натаму? Така. Значи, деловните стамбените објекти има стамбени објекти, стамбено-деловни и деловно-стамбени. Значи, разликата меѓу стамбено-деловни и деловно-стамбени е во процентот на станови што доминира. Значи, претежно се стамбено-деловни, кои што имаат над 50% стамбена површина, а другата е деловна. Меѓутоа има објекти кои што се деловни, над 50%, тие се деловни, а погорните спратови или некој дел од објектот е стамбен. Без разлика каков објект е, дали е стамбено-деловен или деловно-стамбен, оние деловни простори, кои што имаат заеднички влез и заедничко функционирање со влезот каде што живеат останатиот дел на станари или на деловни субјекти, исто учествуваат во распределбата на трошоците месечни во резервниот фонд, како и сите други станари кои што живеат во станот. Значи, ако во зградата имате објекти кои што имаат влез посебен, директно на улица, обично деловните простори се такви, и никаков друг влез и допир со заедничкиот влез во зградата, тогаш тие не партиципираат во тоа, освен ако доброволно не го сакаат тоа, не се обврзани. Но, сите обично имаат или задна врата, или и користат, и во тој дел се обврзани да придонесуваат и се третираат како дел од дали ќе случат договор со управителот или со заедницата на сопственици, се дел од заедницата на сопственици. Во спротивно, доколку имаат посебен влез, доколку немаат допир со становите во тој објект, доколку не користат заедничка струја или некои други погодности, во тој случај не треба нити пак да влијаат врз формирањето, да речеме, на таа заедница на станари или пак управител повикување. Да, значи нити имаат обврска во трошоците, но немаат ни право да учествуваат ни во избор на управител, нити да влијаат на одлуките на заедницата на сопственици. Тие заедницата на сопственици може да има допирни точки, сепак се во еден објект, тие може да имаат договори, разговори и така натаму. Меѓутоа, како посебен субјект со посебен субјект. Колку
непочитувањето на законот на законските одредби може да влијае и врз обстојувањето на еден објект или колку во Македонија се почитуваат законските одредби од законот за домување и во делот на нарушување на јавен ред и мир, и во делот на неплаќање на сметки, и во делот на издавање одреден стамбен објект како деловен субјект. Значи, имаме ли непочитување на ваквите одредби? Да, за жал, постојат непочитувања. Дел се во законот регулирани, дел не се, како што претходно спомнав, и ќе се обидеме во овој сет на измени што ги припремаме, предлози што ги припремаме до Министерството да ги внесеме. Дел се регулирани во законот, но при спроведувањето на санкции кон тие кои што ги кршат, без разлика дали се сопственици на индивидуални делови, дали се управители, дали се трети лица кои што имаат било каква релација деловна со нив. Главната работа ја треба да ја имаат и по законот инспекторите за домување, кои што за жал во Република Македонија се малку. Тие се под надлежност на локалната самоуправа и тука постои интеракција помеѓу нас и локалната самоуправа, и за таа цел ние ја одржавме неколку работни средби. Последната беше со председателот на ЗЕЛС, господинот Коце Трајановски, и со каде што беа присутни поголем дел од општините, со нивните инспекцијски служби, инспекторите за домување, и онаму каде што во поголемите градови има, меѓутоа има по еден инспектор, во другите нема воопшто, комуналниот ја врши со овластување и таа работа. Обично кога имате една дополнителна работа, главна вие називот вие комунален инспектор, така и се однесувате кон таа работа како кон дополнителна. И тука од објективни причини, не зборам сега за луѓето кои што ја вршат работата, тие се извршуваат извонредно својата работа, но малку се на бров и не може да санкционираат секоја работа која што за нив во тој случај е помалку битна. Така да во тој дел и тука ќе гледаме да заедно и со заедницата со ЗЕЛС на единици на локална самоуправа да учествуваме заедно во изработка на измени на законот во смисла на подобрување на тој дел или зголемување на бројот на инспекторите, дали формирање, сега никогаш не е премногу популарно да се формираат нови нови тела, државни органи и така натаму, но овде верувајте дека тие и финансиски ќе бидат исплатливи за државата, затоа што едноставно ќе имаат санкции, а санкциите се или парични или било какви, но треба да се види, да се изнајде кој е најдоброто решение, да се остане со овој модел и со постојните инспектори, но да бидат тие исклучиво за домување и да бидат поголеми на број, што за возврат во разговор со неколку градоначалници и со председателот на ЗЕЛС побараа, па добро, тогаш приходите од казните да бидат приход на локалната самоуправа, што не се во овој случај. Така да имаме тука повеќе теми за разговарање, треба седнеме на заедничка маса и со министерот, кога ќе се формира владата нормално, и да ги решиме овие работи, за да може навистина да се делува према законот на сите оние кои што ќе го прекршуваат него, и со самото тоа и превентивно ќе се делува. Вака постои еден вакуум, еден простор каде што луѓето постои едно чувство кај дел од нив да неказнивост, дека ете тоа ќе го направам, и ќе имам и бучава и недолично однесување, и не знам ќе им сметам на комшите, нема за тоа санкции, нема. Нема во законот одредба кога е тој период за одмор, дали од 15 до 18, од 23 до 6? Не, во законот нема. Тоа може да го направат евентуално со управителот, па тоа да законот не го регулира тој. Не го регулира. Освен во онај дел што го регулира како и кај индивидуалните стамбени објекти. Значи, ако имате преголема бучава од објект кој што е, обично тоа се случува со јавни објекти, со деловните простори. Инаку треба да се почитува законот за јавен ред и мир, кој што е утврден, а таму стои кои се термините за одмор во еден колективен. Нема специјална одредба во законот за домување. Меѓутоа е регулирано со законот за јавен ред и мир,
а се однесува на стамбени објекти. Да. Се надевам дека го знаат тоа граѓаните, па ќе ги почитуваат и такви одредби. И законот за јавен ред и мир треба да го знаат, да, меѓутоа не е сега. Не е тема за разговор. Само уште едно прашање, дали поединци реагираат до вашата регулаторна комисија за одредени аномалии во својот стамбен објект, а се однесуваат на законот за домување? Да, имаме доста такви случаи. Пред 2 дена баш имавме разговори, значи ги примаме луѓето, разговараме и доста и поединци. Луѓето им е битна работа им е, иако некому може би тоа изгледа небитен сегмент од живењето, од животот, ама битен е, бидејќи живеат тука. И се соочуваат и кога немаат решение, доаѓаат, се враќаат прво. Писмено кај нас доаѓаат и лично, дури и патуваат и од градови и од натрешноста, се обраќаат до нас, ние реагираме, испраќаме дописи, најмногу реакцијата, испраќаме дописи односно налози до инспекторите за домување и до други институции, до управителите, ги повикуваме на разговор, некогаш и заедно ги соочуваме за да го решиме проблемот и така, делуваме во тој правец. Овој дел би го заклучила само со уште еден детал. Дали има ограничување кои објекти можат да формираат заедница на станари, односно да ангажираат управител? Дали има ограничување, пример, објект со 5 станари, дали е обврзан да формира заедница на станари? Со 5, пример, имаме 5 стамбени објекти, односно 5 станови. Колку што видов, вели ако има повеќе од 2 сопственици и над 6 или 7, не знам, станови, дали тие имаат обврска да формираат заедница на станари? Да. Дали има ограничувања во тој дел? Минимално или максимално нема? Максимално сигурно дека нема. Минимално е, да. Ако има 2 сопственици, тогаш секако и таа бројка, и бројката е и 65, да, треба да формира. Значи, собственоста е тука. Собственоста е важна. Битна работа. Господин Кетановски, во моментов, реков на почетокот, сте член на регулаторната комисија за домување. Но, пошто повеќето во Република Македонија ве препознаваат е вашиот професионален ангажман како пратеник во Републичкото собрание 12 години, од 2002 до 2014 година. Како од денешна дистанца бија определиле, бија оценили работата на тогашниот парламент, тогашните парламентарни состави? Тоа е вака многу комплексно и интересно прашање во некоја друга емисија, можеби и друга тема, и многу теми. Јас во оваа тема и во овој момент можам накратко да кажам дека сепак се 12 години или 4 пратенички состави, различни искуствата, различни условите, ситуациите, времето. Знаете, сум бил, значи, период кога сте пратеник во опозиција, пратеник во позиција и се така доста интересни, ако земам наназад да се навраќам, има доста интересни. Пратеничките состави генерално сега не сум јас тој најповикан да ги оценувам така, но ги оценувам како прилично квалитетни, индивидуално, значи луѓето кои што беа пратеници беа прилично квалитетни, без разлика дали беа од позиција или од опозиција. Интересни беа и периодите, значи период додека јас лично и мојата пратеничка група ВМРО-ДПМН бевме во опозиција, беше исто така еден интересен период што покажува дека и во опозиција може да се делува, да се направи доста и за граѓаните кои што ги застапувате, кои што ве избрале за да ги представувате неите ставови. Ние имавме неколку настани во тој период, неколку ситуации каде што се гласаше за законот за високо образование, каде што не беше дозволено да зборуваме за буџетот воопшто. Значи воопшто никој не се потресуваше премногу ако ние не дигнавме премногу атмосферата тогаш со, ако се сеќаваат гледачите, со тие испишани транспарентни табли, затоа што буквално председателот на собрание ни забрани да зборуваме за буџетот. Тоа беше нонсенс и сега е нонсенс, така да но и тоа е начин на кој што се изрази незадоволството и начин кај што и како пратеник на опозиција можеш да го изразиш ставот на избирачите кои што ги представуваш
и да придонесеш за подобрување на нештата. В другиот период, другите 3 мандати, каде што ВМРО ДПМН беше на власт, е сосема еден подруг период, каде што наистина креативно учествувавме во донесување на многу закони, многу законски измени, кои што прво ги придвижија законите и законските регулативи во Република Македонија до законите на Европската Унија. Значи, можам слободно да кажам дека во тој период околу 70 до 80% од измените на постојните закони и донесувањето на нови беа со европско знаменци. Ние така го викавме тоа терминолошки пратениците, штом законот носи европско знаменце, и за добар дел од нив и пратениците од опозицијата за добар дел од нив гласаа за тоа што препознаваат дека се тие закони кои што ја носат Република Македонија во редот на земјите на Европската Унија, во редот на земјите каде каква што земја сакаме и ние да бидеме како Република Македонија. Така да тој период како пратеници и пратенички состав беше период на доста креативна работа, период каде што имаше доста како собрание и парламент имавме надзорни расправи за прв пат воведени и изведени на надзорна расправа, каде што расправате за одредена тематика и ги повикувате министрите. Значи, дури премиерот на 2 надзорни на расправи на беше пред пратеници. Буквално така седнуваат пред вас, одговараат на прашања и така натаму. Така да, мислам дека, без разлика што некој поинаку го кажуваат и толкуваат тоа е еден период каде што беше на процуп на парламентарната демократија, многу нови институции и институти, не зборам за физички институти, се воведоа во парламентарниот живот на Република Македонија, во Собранието на Република Македонија и заличивме на парламентите, на земјите кои што имаат далеку поголемо демократско и парламентарно искуство. Значи, надзорни расправи, јавни расправи за теми кои што не се ни со закон допрени, едноставно јавна расправа за одредена тема која што е битна за граѓаните, на кои што учествува универзитетски професори, членови на МАНУ, луѓе од струката и така натаму и така натаму. Тоа би го кажал и би го потенцирал дека навистина во тој период и пратеничкиот состав нормално придонесе и учествуваше и мислам дека ги подигнавме стандардите на работењето на Собранието на Република Македонија. Да, вие бевте и член на Комисијата за политички систем и за однос... Да, и председател на комисијата. Така, и за односи меѓу заедниците. Доаѓате од Кичево, дали искуството од таа повеќе национална средина влијаеше врз вашите размислувања при одлучувањето или ставањето на некои прашања на дневен ред? Па, веројатно да. И да, доаѓам од Кичево, каде што таква е средината, каде што живееме со останатите заедници во Република Македонија и живееме прилично добро, коректно, како луѓе, како комши, како граѓани, нема некои посебни проблеми и знаете, меѓусебната секојдневна комуникација уште од детство со луѓе од различни националности е богатство. Кој како сака нека мисли е големо богатство и голема предност за сите луѓе и мислам дека и тоа придонесе. Имавме како комисија за политички систем и односи меѓу заедниците и такви теми и осетливи и посебно и толкување дали тој закон се однесува на правата на заедниците или не се однесува, ги допира и така натаму. И бевме доста широки и отворени за расправа. Инаку генерално Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците најповеќе се занимаваше по обем со измени, дополнување и носење на нови закони од областа на правосудството, на управувањето, на јавната администрација и државната, посебно последните години кога се носеа сите тие реформи во државната и јавната администрација, статуси на вработените и така натаму. Мислам дека и тука направивме еден добар голем исчекор. Секогаш има простор за подобрување, секогаш има простор и за реакција, дали можело вака или онака, но сметам дека од денешен аспект, ако погледнете наназад, пред 2006 година, каков статус имале вработените во јавната и во државната управа, денес сигурно имаат далеку понезависен и позаштитен статус од тоа што и благодарение и на тие законски измени кои што поминаа прво низ Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците како матично работно тело, па потоа и низ парламентот. Од крајот на 2016 имаме нов парламентарен состав.
Не сте веќе во пратеничките клупи, но од оваа дистанца, што мислите, што е тоа што треба да им биде приоритет на овие нови пратеници кои што во следните 4 години треба да ги кројат сите закони во Република Македонија? Да, благодарам. Добро прашање вака и благодарно. И ќе се обидам да бидам непристрасен во смисла на тоа дали сум бил припадник или сум припадник на ВМРО ДПМН, на опозицијата и така натаму, чисто како човек кој што долго време бил пратеник и во опозиција и во позиција. Значи најбитната работа за секој пратеник е да остане цврсто со нозете на земјата, односно да остане блиску до неговите избирачи, до граѓаните кои што гласале за него, односно да го представува нивниот глас. Тоа е лесно да се каже, ама е тешко да се изведе и во подолг период да се остане така. Многу е битно да се остане во контакт со нив, затоа што секогаш многу покорисни, многу подобри дискусии и настапи и убедувања во дискусии со противници политички на некоја идеја, на некој закон, ќе имате кога ќе бидете подкрепени со мислења од граѓаните, од базата. Затоа што тие подобро ги знаат проблемите и потребите, оттуку вие сте тука само да ги нив вообличите и да ги експлицирате, да ги пренесете. Тоа е едната работа, затоа што секој човек се гради себе си и како личност и како пратеник тука и секој остава лична трага на таа работа што ја врши. И колку повеќе кога се работи за добра работа, за добар закон, за добар предлог, за добра идеја, треба добро да се размисли без разлика дали доаѓа од противничкиот табор да се поддржи и да се направат големи усилби лични и секако и на обкружувањето во својата пратеничка група да се поддржат добрите работи, затоа што имавме ситуации, кажав дека лично сум бил во ситуација да бидам и пратеник во опозицијата, каде што некои од проекти кои што тогаш беа предлагани од парламентарното мнозинство, од владата, ги поддржавме, дел во судските реформи беа, колку што се сеќавам, дури баравме и поголеми и така натаму. Така да не мора се што ќе предложи спротивната страна адхок да го отфрлате, затоа што тоа не носи добро. Како пратеник во опозиција немате премногу оружје и избор да им помогнете на граѓаните. Ќе им помогнете само ако поддржувате добри проекти. И генерално, мислам дека посебно ова, така да ја наречам, сува политизација треба да престане во парламентот, затоа што граѓаните на крајот од денот следат, прво многу го следат и Собранискиот канал, и парламентот, и зборувањата на луѓето, и гледаат како се однесуваат и многу препознаваат кој зборува искрено. Значи, многу е важно да се зборува искрено, а искрено зборувате кога пренесувате работа која што сте ја добиле изворно од луѓето на терен. Инаку, секое бркање на, не знам, високи теми, високи политики и така натаму, ја заглавува работата во собранието во парламентот. Некои закони, некои реформи што се неопходни не можат да се направат и тоа директно или индиректно влијае врз економската благосостојба на граѓаните. Сега вака звучи можеби премногу апстрактно, но така е. Значи, секоја работа каде што има инвестиции, каде што има нови вложувања, каде што има странски инвестиции, каде што се градат фабрики, каде што има нови вработувања, треба да биде поддржано. Значи, ќе повторам уште еднаш, ние во времето поддржувавме кога се градеше, се земаше кредит од забраната Козјак. Значи, го поддржавме тој проект, затоа што тоа беше потребно за Република Македонија и добра работа. Сега гледам и додека јас бев пратеник, сега гледам не се поддржува тоа, преголемо задлужување и така. Мислам дека тие работи генерално не се добри за луѓето кои што ја вршат таа функција, бидејќи на граѓаните им треба можност да си го подобрат својот живот и животен стандард. Можете да им помогнете и ако сте пратеник и од позицијата и од опозицијата. А најбитно е да се овозможат отворање на нови работни места. Да не се бркаат сега причините дали колку давала владата субвенции на странските инвестиции. Без разлика колку давала или не давала. Еве, доаѓам од Кичево, уште еднаш ќе повторам. Во овој момент во Кичево, значи пред 2,5 години се отвори фабриката
за воздушни перничиња од американска фабрика од Мичиген, K-Safety Systems. Во овој момент 750 луѓе работат во фабриката. Значи, пред 2,5 години во Кичево 750 луѓе, тие 750 семејства, нема вработени, нема изворна екзистенција. Значи, со личен доход од над 300 евра за обичните работни места. Тоа е тоа. Значи, тоа е суштината. Ние, јавните личности, сме, во англискиот јазик има израз серв, служи. Ние сме служители. Или слуги, кај нас тоа поградно ќе се свати. Ние сме слуги на народот и на граѓаните. И тоа е мојата генерална порака до сите пратеници и до пратеничкиот состав. Да работат во интерес на граѓаните. На народот. Така. Господин Кидановски, ви благодарам што бевте дел од емисијата Разговори на телевизија Ултра. Отворивме прашања кои што се надевам дека им се многу блиски на граѓаните, но многу далеку во добивањето на конкретни одговори како да го организираат своето живење во колективните згради. Вие како член на Регулаторната комисија за домување ни ги пренесовте сите оние законски одредби како да функционира еден колективен стамбен објект, а ги слушнавме и вашите искуства од 12 години поминати во пратеничките клуби. Ви благодарам што бевте со нас оваа вечер. Благодарам јас, уште еден поздрав до гледачите на телевизија Ултра и голема благодарност и стоиме на располагање. Ви благодарам. Почитувани, овде е крајот на ова издание на емисијата Разговори. Наш и ваш гостин беше Илија Кидановски, член на Регулаторната комисија за домување и поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија. Одговорите на тоа што донесува законот за домување ги слушнавме во изминатите минути. Благодарам што бевте со нас. Останете со програмата на телевизија Ултра.